Под слоганот "Се грижиме заедно" и домашна посета во саботата во Кочани беше отворен првиот мобилен сервис за здравствени и социјални услуги, пилот услуга на Министерството за здравство и Министерството за труд и социјална политика, подржан од Програмата за развој на Обединетите нации UNDP. Новата услуга ќе се реализира од страна на два тима во состав медицински сестри и социјални работници кои ќе работат на терен. Тие ќе имаат за обврска секојдневно да ги посетуваат домаќинствата во Кочани и руралните средини со цел превенција, основна социјална и здравствена грижа во домашни услови, изјави министерот за здравство Венко Филипче. Токму во општината Кочани и во регионот за прв пат се имплементира европски модел на здравствена услуга, а тоа значи мобилен сервис кој што жителите во овој регион ќе добијат здравствена и социјална услуга во нивните домови. Станува збор за услуга кој што како медицински сервис ќе значи сервис во областа на хроничните болести, значи за сите пациенти кои што имаат кардиоваскуларни болести, кои што имаат диабет, понатаму за мајките и малите деца, понатаму за постарите луѓе кои што се потешко подвижни и дополнително сервис од социјалниот работник, заради тоа што ова ќе биде еден тим во кој што освен медицински сестри, кои што се специјално тренирани да дават ваков тип на услуга во домашни услови, учество зима и социјалниот работник. Морам да изразам благодарност до Министерството за труд и социјална политика, министерката Мила Царовска, понатаму господијата Луиза Витон, координаторка на Агенцијата за развој на Обединетите нации, заради тоа што ова е проект кој што мултисекторски го разработуваме наназад неколку месеци, а се темели на искуствата кои што го имплементирале многу развиени европски земји. Министерката за труд и социјална политика Мила Царовска изјави дека овој проект е од особена важност од социјален аспект. Работната задача на социјалниот работник ќе биде да препознае евентуални социјални ризици во семејствата. Социјалните и здравствените ризици никогаш не се исклучуваат еден со друг и се испреплетуваат. Македонија досега немаше заеднички сервиси кои што им се нудат на граѓаните. Со овој сервис покажуваме дека ако заеднички и мултисекторски пристапуваме кон проблемите, граѓаните ќе бидат позадоволни од услугите. Оставам да во наредниот период овој сервис ги покаже своите резултати, граѓаните се задоволни од истиот овој сервис и да конечно во Македонија добиеме една национална програма за здравствено-социјални услуги, затоа што во пракса тоа би значило дека ако едно семејство има лице со здравствен ризик, одреден дали е диабет, дали е мајка со новороденче, не значи дека тие ги знаат своите права, социјални права. Со учеството на социјалниот работник во овој тим, тој ќе ги идентификува кои се можните социјални ризици и ќе им понуди услуга, ќе ги поврзе со Центарот за социјална работа и со тоа ќе се обезбеди полесен пристап и до здравствени и до социјални услуги за сите граѓани, засега во општина Кочани, но како што најави министерот, оваа програма ќе се проширува и ќе стане национална. Градоначалникот Николче Илиев го искаже задоволството бидејќи токму Кочани е избрана за прва општина во која ќе се спроведува овој проект. Навистина се чувствувам убаво кога можеме од овде од Кочани да порачам дека ова е еден пилот проект кој треба да даде повеќе ефекти, односно општина Кочани ќе добие повеќе бенефити пред све граѓаните на поранешната општина Кочани. Се работи за проект во кој општината ќе најпрвин граѓаните од општина Кочани ќе добијат мобилен сервис, домашна грижа со посета на стручни лица во руралните делови на општината на кои што им е потребна разна медицинска помош. Проектот е подржан од Програмата за развој на Обединетите нации, а постојаната представничка на UNDP Луиза Витон изјави: On behalf of the United Nations Development Program and the entire UN family in the country, I'm very proud. Значи ние како програма за развој на Обединетите нации навистина даваме голема поддршка на идејата дека треба да се застапи повеќе да се спроведува еден континуум на нега, односно почнувајќи од социјална нега кон медицинска нега, а идејата е всушност што помалку граѓаните да престојуваат во болниците, односно медицинските и социјалните услуги да ги добиваат таму кај што им е најзгодно, а тоа е во близина на нивните домови, во нивните заедници. Мобилниот сервис за кратко време ќе ги прикаже позитивните резултати во терен, а воедно и ќе испредставува добар модел кој би се реплицирал и во следните две општини Битола и Ресен. Иницијативата е по овие три општини, истиот систем да профункционира и на национално ниво.